Почитувани гледачи, добар ден. Ова е дневникот на телевизија Плюс. Почнуваме по кратките најави. Биди безбеден, нов проект на порака наша. ЛДП одбележува 21 годишно постоење. Ала Јозовски жбогар во Старо Нагоричане. Биди безбеден е проект на интернет безбедност на лицата со интелектуална попреченост во реализација на регионалниот центар Порака наша. Преку овој проект со повеќе активности, Сдруженијето ќе ги заштитува лицата со интелектуална попреченост од евентуално интернет насилство и злоупотреба на лицата со попреченост. Преку европски проект со низа активности, Сдруженијето Порака наша ќе ги заштитува лицата со интелектуална попреченост од евентуално интернет насилство. На 15 октомври минатата година, регионалниот центар започна со реализација на проект во рамките на Еразмус Плюс програмата од финансирање за возрастни насловен едукативна подршка за лицата со интелектуална попреченост кои што се жртви на интернет криминал и злоупотреба, информира дефектологот Фросина Симоновска, потенцирајќи ја потребата од интернетот за учење, вработување, но и потполна инклузија на лицата со попреченост во општеството. Но во секојдневниот живот, како и останатите граѓани, така и лицата со посебни потреби можат многу лесно користејќи ги социјалните мрежи да бидат злоупотребени. Самите лица со интелектуална попреченост знаеме дека имаат намалена моќ на расудување и намален коефициент на интелигенција. И како резултат на тоа имаме многу мал број на случаи кои што се евидентирани во нашата полиција и случаи каде што е покренато одредено обвинение. Затоа сакаме преку овој проект да поработиме на подигање на јавната свест, затоа што самите лица се жртви на интернет насилство. Не секогаш тоа се пријавува, меѓутоа постои. За да се превенира ризикот од злоупотреба на лицата со интелектуална попреченост при користење на интернет, Порака наша во рамките на проектот на 21 век, наредниот период ќе реализира повеќе активности. Овој проект всушност ја пополнува таа празнина, бидејќи кај нас не постои место или сервис кога имате лице со интелектуална попреченост кое што е жртва на интернет насилство или на пример некаква злоупотреба. А не постои место каде што може да се обрати за некаков вид на подршка или помош. Како резултат на тоа, овој проект ја потполнува таа празнина и предвидува неколку активности. Пред се, значи, ние како здружение ќе изработиме приказ на случаи, каде што ќе прикажеме реална злоупотреба на лица со интелектуална попреченост кои што се жртви на интернет насилство и злоупотреба. И како резултат на тоа, самите случаи ќе ги коментираат стручни лица како што е криминолог и психолог. И ќе дадат, значи, свое објаснување дали кај некој случај постои основано сомнение, значи, за некакво обвинение. Исто така, проектот предвидува и тренинг за едукатори кои што работат со ова категорија на граѓани, со цел самите информации што ќе ги добијат, а се однесуваат на интернет злоупотреба, да ги вметнат во своите едукативни програми. Ќе има тренинг за лица со интелектуална попреченост, за да научат на кој начин да се заштитат кога го користат интернетот како алатка, а од друга страна, кога веќе станале жртви, што да се преземе, каде да побараат помош и подршка во такви конкретни случаи. И како резултат, значи, на целиот проект, после 2 години ќе биде изработен дигитален водич за полицијата, за да може, значи, самата полиција кога разговара со лице со интелектуална попреченост, да знае на кој начин треба да комуницира со него, бидејќи не секогаш е потребно присуство на трето лице. Дигиталниот водич, освен што ќе го коментираат стручни лица од полицијата, своја подршка ќе дадат и психолозите. Освен водичот кој што ќе биде дигитален и кој што ќе го коментираат стручните лица од полицијата, исто така ќе го коментираат и психолози. Значи, тие ќе дават свој придонес кон сите случаи на примери кои што ќе ги прибереме, за да тој дигитален водич има некаков си опфат за да им помогне и на стручните лица и на самите лица со попреченост за да се справат со самиот чин на интернет криминал или злоупотреба. Значи, водичот ќе биде исто така изработен и во лесно читлива форма, за да можат лицата со интелектуална попреченост без присуство на трето лице или без помош на трето лице, самите да се снајдат или самите да најдат начин како да се соочат со слични ситуации или да научат како и каде да го пријават тој
случај на насилство и да знаат како да го решат тој проблем, каде да се обратат. Носител на проектот е организацијата од Полска, Полската асоциација за лица со интелектуална попреченост. Други партнери во проектот се Инклузија Европа, Инклузија Република Чешка, Политехничкиот институт од Сантарем Португалија и Сдруженијето Регионален центар за лица со интелектуална попреченост Порака наша од Македонија. За прв пат во Македонија своји персонални асистенти ќе добијат 100 лица на возраст од 18 до 64 години кои имаат потешка или најтешка физичка попреченост или лица со целосно оштетен вид. Лицата со попреченост веќе може да се јавуваат во центрите за социјална работа со барање за персонални асистенти, а се очекува првите да ги добијат во мај. Тие треба да им помагаат при извршување на секојдневните лични и домашни активности, при посета на високообразовни институции, на формално образование, професионална рехабилитација или поддршка на работно место. Во МТСП очекуваат веќе во мај првите лица со попреченост да добијат асистенти, бидејќи обуките за спроведување на програмата веќе се во тек и се реализираат. Во тек е и постапка за пријавување на невработени лица во Агенцијата за вработување кои сакаат да работат како персонални асистенти. Паралелно со овој оглас, Министерството распиша јавен повик до Сдруженијата на граѓани да се пријават и да добијат согласно за спроведување на услугата персонална асистенција, а објавени и повик за пројавување интерес на обучувачи на услугата персонална асистенција со верификувана програма во Центарот за образование на возрастни. Лицата кои бараат персонален асистент треба да можат самостојно да донесуваат одлуки за идентификација на сопствените потреби и да имаат потреба од најмалку 20 часа асистенција во текот на неделата. Од Министерството посочува дека едно невработено лице може да биде асистент и на повеќе лица, доколку за тоа се согласат и лицата со попреченост кои имаат потреба од асистент и доколку успеат да ги согласат часовите за асистенција во текот на денот. Личната асистенција согласно програмата е ограничена на 80 часови месечно за лице. Со символично заседување на 21 јасен, членовите на Општинската организација на ЛДП во Куманово денеска го одбележат 21 годишното постоење на партијата на македонската политичка сцена. Либерално-демократската партија е формирана на 19 април 1997 година, а прв председател беше Петар Гошев. Либерално-демократска партија успешно обстојува 21 година на македонската политичка сцена. Секако дека исто толку години брои и Општинската организација на ЛДП во Куманово, партија препознатлива по своите ставови, стручниот кадар, партија и членови досега без афери. Иако постоиме 21 година, либерал-демократите се партија со најголем опозиционен стаж во Република Македонија. Значи, најдолг период сме били во опозиција, но сепак како партија сме препознатливи на македонската политичка сцена затоа што имаме своји ставови, своји мишљења, своја програма која ја презентираме на нашите коалициони партнери и се трудиме до максимум да ја вметнеме во сите програми на нашата коалиција заедно со социјалдемократите. Таа е препознатлива и по кадарот кој го има и по луѓето кои ги дава секогаш на функција, никогаш не имала некоја своја афера по тој повод, така да мислам да продолжиме и понатаму така да функционираме. Членови на ЛДП денеска во чест на 21 годишното постоење на партијата засадија 21 јасен кај поранешен туш покрај улицата Ѓорче Петров на влез во населбата Перочичо. Оваа активност е само една од повеќето што ќе се организираат наредните денови. После великденските празници во вторникот форумот на жените на ЛДП од Куманово отиде во Порака наша, во центарот, дневниот центар Порака наша, каде донираше на децата со интелектуална попреченост сладки и великденски јајца. Втората акција е овдека, која денес ќе одржуваме по повод 21 година, 21 дрвци ќе засадиме на оваа локација. Мора да кажам дека со успешна соработка на јавното претпријатие Чистота и зеленило, со години оваа акција традиционално ја организираме. Следната акција е крводарителска акција која ќе биде идната недела и после тоа ќе завршиме во среда на 18 со свечена седница на општински одбор и местните одбори и со еден скромен коктел како што приличи на либерал-демократите. Еколошките акции без разлика дали се организирани од здруженија на граѓани, политички партии или јавни установи, секогаш се поддржани од јавното претпријатие Чистота и зеленило. Користам оваа прилика првин да го честитам јубилејот на Либерално-демократска партија и исто така да изразам задоволство што на ваков начин го одбележуваат својот ден,
значи една еколошка акција каде што со допринос на Либерално-демократска партија на јавно предпријатие продолжуваме со зеленување на општина Куманово. Денеска ќе се засада 21 садница која е од јавно предпријатие Чистота и зеленило и мислам дека нашето јавно предпријатие, тоа го повторувам често пати, дава поддршка на сите вакви акции, ги поздравува и ги поддржува со тоа што и на Сдружение на граѓани на политички опции и на сите добронамерници се со една цел како би општина Куманово била позелена и поубава. Инаку Либерално-демократската партија е партија со либерална ориентација. Таа е правен наследник на Демократската и Либералната партија, кои на 19 април 1997 година се обединија, формирајќи ја ЛДП. За прв председател на Либерално-демократска партија е избран Петар Гошев, до тогашниот председател на Демократската партија. Иле Митковски од Куманово е назначен за ВД директор на Агенцијата за претприемништво на Република Македонија. Новиот директор завчера е именуван од управниот одбор на агенцијата. Митковски доаѓа на местото на Боби Мојсовски, кој на последната владина седница е назначен за ВД директор на казано-поправната установа Идризово. Иле Митковски од ЛДП и доаѓа од јавното предпријатие Водовод. Претходно беше секретар на Општинската организација на Црвениот крст Куманово. Агенцијата за поддршка на претприемништво на Република Македонија представува централна државна институција за поддршка на претприемништвото и развојот на малото стопанство во Република Македонија. Надлежности на Агенцијата за поддршка на претприемништвото се изградбата на поволно економско обкружување и законска регулатива, создавање и развој на институционална инфраструктура за поддршка и развој на претприемништвото и конкурентноста во малото стопанство, спроведување на координација на државната и меѓународната поддршка за микро, малите и средните бизнеси, промоција на претприемништво преку нефинансиски и финансиски форми на поддршка и спроведување на програмата за мерки и активности за поддршка на претприемништвото и создавање на конкурентност во малото стопанство на Република Македонија. Министерот за култура Роберт Ладјозовски и евроамбасадорот Самуел Жбогар вчера вечер присуствува на музичко-поетски караван во општина Старо Нагоричане, кој се одржа по повод Европските денови на културното наследство. Претходно Ладјозовски и Жбогар се сретна со градоначалничката Жаклина Јовановска, која ги информирала за активностите на општината, но и за проблемите со кои се соочува во делот на инфраструктурата. Музичко-поетски караван на кој настапија повеќе уметници од Македонија се одржа вчера вечер на плоштадот во непосредна близина на црквата Свети Ѓорги во општина Старо Нагоричане. Манифестацијата се организира по повод Европските денови на културно наследство. На караванот присуствуваа министерот за култура Роберт Ладјозовски и евроамбасадорот Самуел Жбогар, како и градоначалници од североисточниот регион. 2018 година е посветена на европското културно наследство, рече евроамбасадорот при посетата на општината, нагласувајќи дека и досега поддржале настани за одбележување на годината посветена на европското културно наследство. Министерот за култура Ладјозовски изјави дека Министерството за култура и Управата за заштита на културно наследство со серија активности ќе ја одбележи годината посветена на европското културно наследство. Потсети дека Европската унија се вклучува во одбележувањето на Европската година на културното наследство, доделувајќи десетина грантови на организации од Македонија кои го популаризираат културното наследство. Претходно министерот и градоначалничката Жаклина Јовановска остварија средба. Министерот посочи дека како министерство го прифаќаат проактивниот однос на градоначалничката во однос на децентрализација на културата, но и рамномерниот развој на општините и подигање на капацитетите и за културен развој и развој на туризмот врз база на културното наследство. Најави дека во периодот кој што следи ќе изработат стратегија за заштита на културното наследство и стратегија за развој на културниот туризам заедно со надлежните институции. Министерот изјави дека имаат и стратегија за привлекување на дијаспората, со што на повеќе начини ќе ги спојат активностите. Задача на министерството рече е да се обезбедат локалитетите, да се реновираат, обележат, да станат добри културни производи, а локалните жители со поддршка на институциите ќе привлечат и почитувачи на културното наследство и туристи, со што истакна ќе се подобри животот на граѓаните. Што се однесува за проектот за Кокино, министерот одговарајќи на новинарско прашање рече дека во програмата не е влезен проект за Кокино, но дека наскоро ќе оствари средба со невладината организација која е посветена на овој локалитет. Градоначалничката Жаклина Јовановска ги информирала министерот и евроамбасадорот за активностите на општината и за проблемите со кои се соочува во делот на инфраструктурата и администрацијата.
Добар пример на соработката со Европската Унија е проектот кој се однесува за реконструкција на црквата Свети Ѓорги и за плоштадот, особено значаен за општината. Се надевам дека и понатаму ќе реализираме заеднички проекти, изјави Јовановска. Милош Димитровски, председател на Сдруженијето Извор од Кратово, кој го реализира проектот подржан од Европската Унија, информираше дека на караванот присуствуваат уметници, соло пејачи, гудачко трио, представници од МОП, тамбурашки оркестри. Манифестацијата ќе се одржи и во Свети Јоаким Осоговски, на локалитетот Куклица и во Домот за култура во Кратово. Од денеска до 25 април, Валентина Илиевска од Куманово ќе биде дел од меѓународната ликовна колонија Египет 2018. Колонијата организира Универзитетот во Минија, а ќе учествуваат околу 25 учесници од различни држави. Уметникот Валентина Илиевска од Куманово од денеска до 25 април ќе учествува на меѓународната ликовна колонија Египет 2018. Колонијата ја организира Универзитетот во Минија, а ќе учествуваат околу 25 учесници од различни држави: Аргентина, Италија, Јордан, Индија. Чест ми е и задоволство што сум дел од оваа организација и презентер на нашата македонска уметничка сцена. Креативно ќе се работи од денеска до 25 април со попатни патувачки изненадувања и запознавање со убавините на древната култура и уметност, но во овој дел доминира застапеноста на коптите. Делата директно таму ќе се создаваат и самото затворање на колонијата ќе се одбележи со изложба на изготвените дела, изјави Илиевска. Таа за учеството на оваа колонија доби подршка и од градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски. Инаку Илиевска дипломирала на Факултетот за ликовни уметности, на одделот за графика и графички техники, а магистар е по конзервација и реставрација на ѕидно сликарство. Учествувала на групни изложби и колонии во Македонија и Европа и реализирала бројни самостојни изложби. Вчера во 17 часот и 40 минути во полициската станица Куманово, жител на Матече пријавил дека околу 16 часот и 40 минути, движејќи се по улицата Христијан Тодоровски Карпош Куманово, бил пресретнат од две непознати машки лица, од кои едниот имал нож и му побарале пари. Пријавениот им го дал паричникот, од кој крадците одзели 1000 денари, пошто му го вратили истиот и заминале во непознат правец. Се превземаат мерки за пронаоѓање на лицата и расчистување на случајот, информира МВР. Во продолжение следуваат кратките вести од Македонија. Управата за јавни приходи на 27 април ќе одржи јавна аукција на која ќе бидат понудени голем број движни и недвижни предмети по мошни примамливи цени. Овој пат на аукцијата се нудат околу 85 предмети, меѓу кои станови, градежни и земјоделски површини, автомобили, цистерни, куќени инвентар, компјутери, телевизори, машини, уметнички слики, солариуми. Последен рок за пријавување на јавната аукција е 20 април годинава. Првата детска амбасада Медјаши во денешната пишана реакција во врска со претепувањето на ученичка во основното училиште Гоце Делчев во Неготино бара Министерството за образование и наука да покрене истрага за овој настан, да утврди степен на одговорност и да се превземат мерки вакви случаи да не се повторат. Во дворот на основното училиште Гоце Делчев во Неготино две ученички брутално тепале и влечеле за коса нивна соученичка, и тоа во присуство на други деца кои наблюдувале и соучествувале, стои во реакцијата од Медјаши. По појавувањето на видеото од тепањето на ученичката во Неготино следуваше бурна реакција на социјалните мрежи, пошто случајот бил пријавен во полиција, а според директорот на Неготинското училиште каде се случи тепачката, случајот го истражува и просветен инспектор, а против двете девојки кои тепаат нивна соученичка се превземени соодветни мерки, објави Радио Слободна Европа. Премиерот Зоран Заев во интервју за телевизија 24 изјави дека споменикот на Александар Велики на централниот плоштад во Скопје нема да се урива и дека тоа не е ниту прашање во разговорите со Грција. Се што имаме не е македонштината, но на граѓаните им требаат повеќе пари, подобар живот и затоа се надевам дека ќе има достоинствено решение за името со Грција, рече Заев. Тој додаде дека грците имаат разбирање за тоа дека не треба да се чепка во идентитетот и нагласи дека референдум како дел од решавањето на спорот со името веројатно ќе има, објави Радио Слободна Европа. Времето во Куманово денеска беше сончево и мирно без ветер. Максималната температура денеска изнесуваше 17 степени, а минималната 8. За утре метеоролозите најавуваат облачно време со локални врнежи и слаб ветер. Дневната температура ќе достигне до 14 степени, додека утринската ќе се намали до 8 степени Целзиусови. Тука е крајот на дневникот. Ви благодарам за вниманието. Имајте пријатен викенд.